niste ništo, so me ne možete da napravite se. Ne živeš samo od jadenje lep, tugu oce koji zbor od ustata na Boga. So tebe možem se, Isuse Hristose, so tebe možem se, Isuse Hristose. Blaženi ste vije, koga keve sramat, progonuvat lažno zaradi mene. Ako nekoj te udri po desni od obraz, zavrti mu go i drugi on. So tebe možem se. Isuse Hriste, ja te ljubam visoko. Isuse Hriste, ja te ljubam srcevo do Božjo carstvo nebesno. Ti si patot vistinata i životot na sekog od nas. Ljubovta tvoja po patot me vodi, po pateka tesna do carstva nebesno. Tatko moj, zboruvaj deneska niz mene. Neka tvoj duh me ispolnilo celost. Nauči me da gi ljubam site. Se pokajujem za sekoj grev. Izbiram da ja živeam ljubovta Isusova in prostuvam na site. Nikogo ne osudujem, zašto edene su dijata. Ja prihvaćam Tvojata volja v moj život. Se pokajujem za grevovite na mojite predci. Te ljubam, Gospode Isuse Hriste. Znam deka ima Tatko na nebesata koji te isprati da mi dadeš sila da stanem sin Božji. Trgovija, knjiga mudrosti Sirahova, pravda, tajna. Vidite, trgovija, pravda, tajna. Trgovija. Pred potopot ljudje to trgува, продава, купува и потоа исчезна се. Мислам со стојбата во Армакедонија, како пред потопот, се појави еден сатански син кој продаде се. Една друга групација, неколку групации, наземни племиња, телесни заедници, кои негираат што пишува овде, да го љубиш својот ближен како себе си, кои не се покајале, убивале еден народ, македонците, и денеска велат нема македонци, рацете им се уште крвави. Имаме една голема блудница заедница која покажува дека кнезот на овој свет дошол по своето. Трговија, правда. Која правда? Твојата правда, не Божјата правда. И тајна, нема повеќе тајни. Многумина грешат за неважни работи. И ти ќе запнеш, вака сакам, така сакам. Ние зборуваме, нека биде Твојата волја, Татко мој, така вели Исус. Татко мој кој си на небесата, нека биде Твојата волја, Неговата волја. И ние постапуваме по својата волја, потоа ле лекаме. Многумина грешат за неважни работи, 27 глава, мудрост Сирахова. Кој бара богатство, станува немилосрден. Пазете, за пари продадоа се име, знаме, народ, јазик, идентитет. Народот не сака, го внесува во една сатанска организација, го туркаат во друга, папагалски повторуваат. Му се поклонија на ликот на зверот, вашите слепи водачи. Кој бара богатство, и тој е немилосрден, јаде живи луѓе. Знаете, колецот се забива меѓу два камена. И тој ќе направи, го подели народот два камена и ви забива колец. Два камена има. Два камена лути не мелат брашно. И ние го имаме тој принцип. Закарани, намразени, излегуваш од законот на љубовта. Љуби го својот ближен како себе си. Меѓу продавањето и купувањето, гревот се вовлекува. Го продаваш и го купуваш својот народ. Македонците се во грев.
не можат да разберат дека без Исус не може да се победи сатанските народи околу нас, кои велат нема македонци, а не убивале, вршеле етничко чистење. Ако некој не го пази, слава ти Господ Исусе Христе, стравот Господен, набргу куќата ќе му се урне. Мислиш, постапуваш по своето, што сакаш си правиш. И после извесен период кој ќе изгубиш силата, кога ќе ја изгубиш, кога ќе паднеш болен, кога ќе ти се земе нешто што сакаш, ќе сватиш дека се е во власта на Исуса Христа. Он го дава и зема животот, он дава се. Кога со решето се одсејува, ѓубре останува. Нечистотијата на човекот, кога тој размислува, јас мислам вака, јас така, вака ќе направиме, така ќе направиме. Не. Ако сака Господ, ако сака Исус ќе направиме. Инаку ништо нема да направиме. Залудно ќе зидаат зидарите, ќе стражарат стражарите, ако Исус не пази. Гранчарските работи фурната ги проверува. Недостатоците на човекот, неговиот говор. Каде водач на народ, што кажа, излажа, и тие го поддржуваат уште, бидејќи имаат ситно нешто. Некој краде на повеќе. Крадење, сребролюбие. Тоа е исто како кога евреите кои го знаат словото. Бараба, распни го, Исус го распна. Ти го распнуваш својот народ, синко. Грижите за дрвото во плодот се покажуваат. Доброто дрво дава добар плод. Мислите на човекот во неговите зборови. Плод на владеењето во Македонија, раздор, сиромаштија, болни, исплашени, ковид, страв, понижување од сите страни. Бугарите убивале македонци, грците убивале албанците и србите, правеле етничко чистење. Со србите веќе не велат нема македонци, може би некој мал број. Овие другите ги учат дека ние не постоиме. Исус запишал. Тоа е сатанска доктрина. Цел народ ќе оди јабана. Ќе биде плач и крцкање со заби. Мислите на човекот во неговите зборови се огледуваат. И гледате луѓето што зборуваат, полни со гнев, колнат, мразат, пизмат, пред да проговори, никого не фали. Човекот се проверува во неговите зборови. Што зборуваш, а потоа во неговите дела и плодови. Какви плодови имаш? Ако правдата усрдно ја бараш, неа ќе ја најдеш, но не својата правда. Зборуваме за Божјата правда. Значи, Архангел Михаел на сатаната не му изрече хулна пресуда, туку му рече Исус Господ да те укори. Како во облека свечена во неа ќе се облечеш, Божјата правда. Ти суди му Исусе, ти ќе го укориш. Јас му простувам и го љубам. Птиците се собираат со оние што не им се слични, така да го поддржувате тој што краде и лаже, вие сте такви. Едната или другата страна. Ти вие крадевте помалку. Не, сребролюбието. Сребролюбието е најголемо зло. Значи гревот е меѓу купувањето и продавањето. Тоа е суштината, го продаваш својот народ. Вистината им се открива на оние што со неа живеат. Се мисли на Исус. Ако живееш со Него, да живееш со Него, значи Тој да живее во твоето срце. Кога Тој живее во твоето срце, ти Него го прашуваш што да правиш. Ти знаеш дека треба љуби го својот ближен како самиот себе си, да биде тоа ни што се прогнуваш. Сите односи, сите состојби, сите дела. Како лавот што го демне својот плен, така и гревот ги демне оние што неправда прават. Сатаната е како лав што рика и чека некого да проголи, да украде, да излаже. И ние поддржувате водач кој изговори лаже, па тогаш целиот народ е за подсмев. Тој е слепец кој ве води во јама. Говорот на побожниот секогаш е мудар, а на безумниот се менува како месечината. Тогаш ти не зборуваш, Исус зборува низ тебе. Он ќе зборува.
Не ти што сакаш, неговата волја, не твојата. Тоа е христијанство. А другото е ти си замислил нешто, мислиш дека е Исус. Меѓу неразумни не губи време. Гледаш, не прифаќаш, што ќе се расправи. Исус да те укори. Исус да ти суди. Те сакам и те благословувам во Исуса Христа. Ако ти се заканува, јас му припаѓам на Исус Христос. Ке си имаш проблем. Исус е жезлото на грешниците да не биде од домот на праведниците забиено. И за Македонија се однесува. Меѓу благоразумни поминувај постојано, без страв, благоразумен. Во благослов, во благодат, во Исусовата љубов. Одвратен е говорот на безумните. Пцуе, колне, хули, не верува. Не престрашуваат, а кога се караат, ушите не ги заглушуваат. Ќе видите каков звер има во срцето. Кој живее во твоето срце е важен момент. Ако Исус живее во своето срце, во твоето срце, кој му го даваш, ги има клучевите, Он те управува, Он те води, имаш сила да ги љубиш сите. Меѓу неразумни не губи време. Меѓу неразумни не губи време, меѓу благоразумни поминувај постојано без страв. Одвратен е разговорот на безумните, дивната смеја забава грешна. Празните зборови на оние што многу се колнат. Празни зборови не престрашуваат, а кога се караат, ушите не ги заглушуваат. Кавгата на гордите е пролевање на крв, а навредените нивни неиздржливи се навредите нивни. Знаете, за секој лош збор ќе одговарате на судниот ден. Кога луѓето би го знаеле ова, помалку ќе зборуваат, ќе молчат во присуство на Бог. Кој открива тајни доверба загубува. Нема веќе да најде пријател по срце. Пријател по срце. А ние треба да си ги исповедуваме гревовите еден на друг, да се молиме еден за друг. Сакај го пријателот. Сакај го пријателот. Љуби го својот ближен како себе си, биди му верен. Те сакам, Господи Исусе Христе. Но ако тајните негови на други ги кажеш, не трчај веќе по него. Ние сега имаме меѓучовечки односи, но кога Исус е во тебе, ти постапуваш по Божјо водство. Како што човек убива непријател свој, така ти си губил пријателството на ближниот свој, ако го изневериш. Но ако си во Исус и ако тој ти вели да постапуваш така, тоа е друга приказна. Како што се испушта птица од рака, така ти си го испуштил пријателот свој. И никогаш веќе нема да го фатиш. А ние не зборуваме за во Исус состојби. Овие се старозаветни, дадени се, евреите не успеа да ги разберат, да ги извршат. Тие надворешно постапува обрезание. И образование, наместо образот на небесниот, да го љубиш твојот ближен како себе си, синот на лозијата Исус го распна. Тоа покажува дека ништо не разбрале од Стариот Завет. Можете да читате 100 пати, без дух тоа е неразбирливо. Не трчај по него, тој е веќе далеку пријателот твој. Избегал како што бега срна од примка. А ти немаш доволно љубов, тоа е целиот проблем. Кога Исус во тебе, ти можеш да ги љубиш сите. И ќе размислуваш како ќе постапуваш, бидејќи ќе провнуваш се низ законот, заповедта, љуби го својот ближен како самиот себе си. Секој однос, секој збор, секоја постапка, секој сооднос, било што да се случува, рана може да се преврзе и навреда да се прости. Простете и ќе ви биде простено. Ти не можеш самиот. Како да простам, како да простам? Исусе, дај ми сила да простам, и ќе чекаш. Ќе примиш сила. Барајте и ќе ви се даде. Барајте и ќе ви се даде. Но кој тајна предал, за него надеж нема. Има, ако е во Исус. Сега затоа е дадено ова. Кој зборува за живење без Исус, кој намигнува со окото и смислува зло, никој од тоа нема да се додржи. И вика, ако некој не го пази стравот, Господен 3 стих 27 глава Сирахова, куќата ќе му се урне. Ти си куќата, се што имаш ќе ти се урне. Ти не знаеш дека еден ден ќе застанеш пред твојот татко. Како детето кога ќе погреши, треба да застане дома, да оди кај мајка му и татко, кај таткото.
кога ќе застане пред него и ќе одговараш за тоа што си го правил, ќе те праша зошто направи така. Пред тебе тој ќе говори сладко, ќе ги фали зборовите твои, еве го лицемерно братолюбие, а потоа зад тебе инаку ќе зборува, од твоите зборови соблазна открива, многу работи мразам, 27 стих, 27 глава си рахува, но ништо друго како таков човек. Лицемерно братолюбие, квасот фарисејски. Него и Господ го мрази. Ова е дадено за да го разбереш. Господ е љубов, не мрази никого. Собствената мраза го мрази. Зашто ќе треба четворно да отплати. Многу работи мразам, но ништо друго како таков човек. Него и Господ го мрази. Кој едно ти зборува тебе, друго на друго ти прави. Па видите, тоа се случува во Македонија. Бугарите, наместо да ги признаат македонците, тие тврдат дека нема македонци. Албанците, наместо да ги признаат, да дават човекови права во Косово, тие не дават. Грците не признаваат македонци, сакаат да ја уништат Македонија. Па тоа е сатаната лично. Цел народ го водат слепи водачи, ќе одите во јама, а ние сме друга приказна. Степенот на нељубовта, место да повикаме Исусе, дојди во Македонија и помогни ни, ние самите, едни против други, кој угоре фрла на главата му паѓа. Тоа се однесува се ова што се случува. Кој угоре фрла, кај фрлаш? Исус пишал дека има македонци, ти велиш нема. На главата му паѓа. А подмолен удар рани ке отвори. 29 стих, кога го знаеме, мислиме дека е македонска народна поговорка. Кој зло прави, со зло му се враќа. Око за око, зап за зап, го знаат сите тоа, и муслиманите, и православните, и католиците, и протестантите, и будистите. Што си правил, тоа ќе ти се прави. Иако не знае од каде ќе дојде, како лав го демнат подбивот, прекорот и одмаздата на гордите. Подбив, прекор, одмазда. Во стапица ќе се фатат оние што се радуваат на паѓањето на побожните. Не мисли зло. Не мисли зло, оти зло ќе ти дојде. Нив жалост ќе ги истошти пред да умрат. Во стапица ќе се фатат оние што се радуваат на паѓањето на побожните, нив жалост ќе ги истошти пред да умрат. И злобата, и гневот, злоба, гнев подеднакво се одвратни. Грешникот во нив сам во себе си ги носи. Злобата и гневот. Во себе ги носиш. Тоа е целиот проблем. Треба да ги оставиш на крстот Исусов. Да му дадеш судијата е Исус, правдата е на Исус, волјата е на Исус, силата е Него, е љубовта. И сето тоа да го примиш и да му го предадеш на Исус. Добриот пастир е Исус. Оди за загубената овца, додека не ја најде. Нема временско ограничување. Додека не ја најде. Загубена овца, тоа си ти во овој свет. Некоја од нив дошла во стадото, била во некоја молитвена група, во некоја заедница и пак заминала. Пазете сега. Луѓето не ќе да се менуваат. Некој ја рекол нешто, некој ја укорил, си ја кажал вистината, си го бранел Евангелието. Немој така да правиш. Сатаната ги демне токму тие души. Пазете. Со духот на овој свет, дух на лутина, несогласување, телесни желби, собствен ум, своја волја, ма и јас мислам вака ќе биде. Не. Не како што сакам јас. Исус вели така. Нека биде твојата волја, татко мој, во мојот живот. Ќе ја испијам горката чаша. Ќе се радувам со се што доаѓа. Тоа е кога не сакаш Исус да те менува. Не сакаш да ги кастри твоите гранки кои не даваат род човеку. Христијанину, ти си калемен на лозата. Немаш ништо свое, не заборавај. Треба да одиш, да работиш со Христа, не да седиш
да пееш, да цитираш статистика духовна, да извршуваш обреди, да се менуваш од тело во дух, од темнина, да преминеш во неговата чудесна светлина. Те сакаме, Господи Исусе Христе, а ти не сакаш да се смениш. Ја менуваш заедницата, напушташ. Од православен одиш во православен. Од католик одиш во католик, од протестант во протестант. Учење по канони, доктрини е исто. Ти си пак православен, пак си католик, пак си протестант. Ние зборуваме да станеш Исусов. Ти си остануваш истото. Истиот како што си бил. Има еден стих. Само е варосан гробот однадвор. Варосани гробови. А внатре во срцето си стариот ти. Значи, што стариот ти, како вели овде, еве што имаш во срцето. Злобата и гневот подеднакво се одвратни. Злоба и гнев. Грешникот ни во себе си ги носи. 27 глава Стирахова 33. Ете тоа го имаш. Стариот ти си ја сакаш својата душа, своето. Кој ќе ја зачува својата душа, ќе ја загуби. Душите треба да му ги предадеш на Исус, да му ја предадеш Исус, чинејки добро. Да му ги предадеш на Исус во владение. Да се смениш, да умреш стариот и да порастеш во Христовата возраст и полнотија, во дух, во дух. А ние, како мали деца, што се расправаат по пазариштата, по црквите. Јас се прашувам колку цркви има, кога Исус е глава и има само една Исусова духовна заедница. Колку цркви има? Во Исусовата заедница ти си умрен и Исус живее во тебе. Душата си му ја дарувал, вратил, нему и духот те води во промена од себе си грешен, стар, телесен, во Исусовата љубов, во Исусовата духовна сила. Пазете сега, најполни се оние заедници кои не бараат да се смениш. Немаш обврски, палиш свеки, носиш масло, славиш слави, ден во земниот телесен свет. Мир, плаќаш услуги, пееш на богослужби, цитираш духовна статистика од стихови, со години не се менуваш, стариот си, даваш десеток, а душата си ја држиш, не му ја предаваш на Исуса. Во Исусова собственост чинејќи добро. Не сакаш да те калеми, да те смени, да те научи да љубиш, да те научи да простиш, да ги љубиш сите, да се покаеш, да го бараш Царството Божјо. Ја напушташ заедницата од една во друга, заборавајќи дека самиот си храм. Исус не живее во ракотворни храмови. Во ракотворни храмови. Самиот си храм. На Исус си храм или на себе самиот и на својата нељубов, на своето себељубие. Значи, што има во твоето срце? И злобата и гневот подеднакво се одвратни, грешникот нив ги носи во себе. 27 глава Сирахова 33. Тоа има во тебе. Добриот пастир, Исус, оди за загубената овца, додека не ја најде. Нема временско ограничување. Се додека не кажете благословен е оној кој доаѓа во името Господово, далек од него. Прашањето е, чии си ти, човеку? На себе самиот, нападнатиот на сатаната? Или на Исуса Христа? Чии си? Изборот те води во живот или во смрт? Те сакам, Господе Исусе Христе. А Исус вели, вие не може повеќе да умрете. Исус ја победи смртта. Он го дава и зема животот, а ти сакаш самиот. И ете докаде сме ја дотерале сета незлоба, смрт, гибел, не љубов.
истурена врз вас, посебно во македонскава земја, во Македонија, кај што се случува последната битка меѓу Сатанас и Исуса Христа. Чии си ти? На себе самиот, на Сатаната или на Исус? Меѓу животот и смртта. Мир вам до Божиот царство небесно. Татко мој, во името на Исус барам исцелување на сите оние кои ќе паднат на колена и ќе кажат: Исусе, дојди во моето срце и помогни ми, допрете се каде што ве боли. Исцелување во Исуса Христа. За секогаш Исус, мир вам до Божиот царство небесно. Слава ти, Господи Исусе Христе. Татко мој небесен, се враќам пак кај тебе, татко мој небесен, се враќам пак кај тебе. Амин, до Божиот царство небесно. Амин. Да направите ништо, со мене можете да направите се. Не живееш само од јадење леп, туку од секој збор од устата на Бога. Со тебе можам се, Исусе Христосе. Со тебе можам се, Исусе Христосе. Блажени сте вие